Силен интензивен дожд и град паднаа вчера попладне во Струмица. Силното невреме од циклонот Силвија за среќа го одмина Струмичкото поле и градот со големина на грашок не предизвика штети по посевите и родот. Од Центарот за управување со кризи велат дека до нив нема пријавено никакви штети предизвикани од невремето. Во Југоистокот најмногу дожд заврна во Гевгелија со 6 литри на квадратен метар, а во Струмица, според извештајот на УХМР, наврнале 1 литар на метар квадратен. Во текот на утрешниот ден ќе има повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи особено напладне, велат од УХМР. В среда и четврток ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а попладне ќе има изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Земјоделските експерти советуваат производителите да го заштитат родот, зашто променливото време е особено подобно за појава на болести. Период кога како последица на доста променливото време, иако нема обилни врнежи од дожд неделава што помина, сепак тук там, а и се најавува повторно неделава што доаѓа да има одреден период на дожд. Значи, сето ова предизвикува појава на болести, а исто така предизвикува пореметување кај самите растенија. Затоа, покрај редовната хемиска заштита, кој што е многу важна, со цел да се добие едно квалитетно земјоделско производство, исто така важно е да се прихранат самите растенија. Сведоци сме дека на отворено тука е виновата лоза, каде што веќе има формирано зрно. Покрај виновата лоза тука исто така се јавува тутунот на отворено, како пиперот, па и некои овошки. Кога станува збор за овошките, ќе напоменам дека во колку бербата доаѓа после 30 дена или пред 30 дена, не сме да се изврши хемиско третирање на растенијата со цел да не дојде понатаму резидуи или остатоци од препаратите, од отровите во самите плодови. А во колку пак се врши третирање кај културите, кои што се уште е рана берба, или тутунот, знаеме, тука нема плод, се бери листот, тука треба да исто така да се обрни внимание и на прихранување. Од сабота се очекува промена на временската состојба, ќе дува северен ветер и ќе предизвика пад на температурата, а се уште ќе има и локални врнежи од дожд.